Ова сум ја во мојата омилена представа, која што на некој начин прва ме лансираше во актерскиот свет, Кандид во земјата на чудата. Ова е во улогата на Комитскиот војвода. Сега ќе видиш, така се викаше Комитскиот војвода. Сега ќе видиш. А ова е мојата прва актерска награда за најдобро актерско остварување на фестивалот Војдан Чернодрински, националниот фестивал 2002 година. Ова е, таа е втората награда, ова е првата моја актерска награда. А ова е исто така многу драга награда за најчитан автор низ сите библиотеки во Македонија, доделена од Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Скопје, во конкуренција на домашни странски автори. Значи, поише ме читале од Ден Браун и Пауло Коелјо заедно по библиотеки. Значи, доаѓале луѓе и не викале дај ми од Пауло Коелјо книга или од појма немам од Ден Браун, не, од Сашо Тасевски дај. Добро, тоа е тоа. И сега, еве го на што ми е исто така многу драго. Многу сакам да ви го покажам. Многу сакам да ви го покажам. Ова е првото признание, тоа е втората актерска награда од театарскиот фестивал меѓународен во Велес, наречен Петре, по големиот македонски актер Петре Прличко. Ова е минатата година добиена за улогата на Чичко Фестер во представата, или Чичко Гној поправо, во представата Фамилијата Адамс на Драмски театар. Тоа е од минатата година. А ова е наградата исто на фестивалот Петре во Велес од вчера за улогата на Чич во представата Куршуми над Бродвеј, исто така на Драмскиот театар во режија на Ненад Витанов. Исто така уште една актерска награда од уште еден лик од таа представа од Куршуми над Бродвеј. Донес од Велес од фестивалот Петре уште една награда, најдобра женска улога на мојата млада преубава колешка Јована Спасич, која игра улогата на Оливија стриптизетата во представата, која што има фикс идеја да стане глумица, а е изузетно глупа. Шо ми беше обраќањево? Нели, детето ако не заплаче, мајката нема да знае дали е гладно, така? Се јавам по повод на многу абсурдни работи што се случуваат во културата и должен сум како човек од културата, без разлика што не сум член на синдикат и така натаму од своји лични причини, но должен сум одговорен да кажам некои ствари. И ќе почнам од една неправда која што се провлекува многу години, затоа што е многу малца луѓе се опфатени у неа, па затоа можеби и луѓето горе што се во највисоките ешалони немаат однос тоа да го решат. Но еве сега убава прилика тоа да го сторам, користејќи една ваква убава можност. Премиере, вие сте праведен човек, но не знам колку вие работи што сега ќе ги кажам стигаат до вас, колку можете вие да се зафатите со тие ствари. Па затоа да ви кажам една ствар. Јас конкретно, а не сум само јас, има и други колеги. Можеби некои колеги имаат и плюс некоја награда повеќе од мене. Актерска. Повеќе од 23 години, 24 години не напредуваме во нашата професија. Значи,
сме на местото на кое што сме биле, на кое што сме се нашле заслужено пред 23 години, имено кај нас актерскиот статус се валоризира со категории. Јас со 3 актерски награди, не ја рачунам нормално на запишување книги, пошто тоа е сосема друга, сосема друга провиненција. Значи, со 3 актерски награди, 23-24 години сум втора категорија глумец во драмски театар. Има уште неколку мои колеги од драмски театар, само од драмски театар, кои што се исто толку години втора категорија. Со сите улоги што ги имаат направено, со цело реноме што го имаат кренато на многу повисоко ниво од она на кое што било пред 23 години, со она како што треба да бидат валоризирани, како што биле валоризирани пред 23 години, останало и денес. Не ќем да споредувам премиере, тоа е многу глупо, но само да знаете за каков абсурд се работи. Има театри во Македонија, отворени буквално вчера. Че не сакам да ме свати никој погрешно, не сакам колеги мои да омаловажувам и така натаму, но да ви ја кажам која е абсурдноста на ситуацијата. Има театри во Македонија буквално отворени вчера, кои што за разлика од драмски театар немаат 20 кусур стеријни награди само. Немаат не знам колку сараевски награди на мес, немаат колку, немаат ниту една награда од други фестивали меѓународни во Хрватска, во Словенија, надвор од Балканот, колку што има драмски. Значи немаат ниту една меѓународна награда тие театри. Тоа е нивното реноме. Во тие новоотворени театри, зборам пред 10-15 години и така натам, има глумци кои што се прва категорија, кои што народот, јавноста не ни чула за нив, кои што во сплет на некои луди, абсурдни правни ситуации во законот, кога се отворил театарот, кога се вработувале тие глумци, по партиска директива, на одредени партии, у тоа време кога се отварани. Тие глумци се директно вработувани во втора категорија. Завршени, така да кажам, со полукурсеви на некои новоотворени факултети за драмски уметности или на некои приватни факултети некаде, во некој Дженем, во некоја Вукојебина или било каде, кај што дипломата се плаќа со пари, примани се на работа директно во втора категорија. Значи, директно во категоријата во која што се наоѓаме јас и некои колеги во драмски театар и веројатно многу други колеги во МНТ. Значи, вработувани се директно во втора категорија, без никаква заслуга. Од тие клупи, така наречени студентски, на некои приватни факултети, кај што си ги платиле дипломите, вработувани се во таа категорија. Не само што се вработувани во втора, многу брзо се ставани во прва категорија. Замислете. Па имате ситуација, истите тие глумци, кои што никој не знае каде завршиле, или може би знае каде завршиле, но реномето на институцијата во која што го завршиле своето актерско школување е далеку под реномето на Факултетот за драмски уметности во Скопје. И тие се далеку под реномето на глумците кои што се заглавени во таа втора категорија во драмски театари во МНТ. Зошто? Затоа што критериумите за унапредување во категории на актери во драмски театари во МНТ се поразлични од било кој друг театар во Македонија.
Нека ми простат ако грешам, Битолски, Прилепски театар и така, нека ми простат ако грешам. Може би и таму има проблеми, сигурен сум. Но тие не се спорни, тоа се реномирани театри, и Битолски и Прилепски. И кога збори, и кога ќе чуете оговарања од, пример, од министерката за финанси или од некои други работи, дека глумците земале огромни плати, треба да знаете дека не земаат сите огромни плати. Има голема разлика у тоа да земаш плата како првак на театар, тоа е највисоката категорија, како првенец поправо. Огромна разлика. Меѓу првенец и актер прва категорија. Огромна разлика у плата. И имаш така релативно голема разлика меѓу прва категорија глумец и втора категорија глумец. И кој ќе стурите тука кантарот, вагата, колку е тоа неправедно направено, селектирано и категоризирано, ќе добиете вистинската слика. Зборев за критериумите. Критериумите во драмски МНТ, предпоставувам и Битолски и Прилепски. Но драмски МНТ ќе ги земам затоа што сум сигурен. Се далеку повисоки од одредени театри во Македонија со нивните критериуми. За да бидеш прва категорија во драмски театар, да кажеме, мора да исполниш квота од барем 2 актерски награди од фелата, глумачки, и да исполниш одредена квота на одиграни представи, главни улоги, поголеми епизоди и така натаму и така натаму. И тоа некој треба да го валоризира, тоа да бидат у представи кои што оставиле печат во театарот и печат оставиле во некој подолг временски период, останале како култни на некој начин. Значи едно е кога играш у представа која ќе се одигра еден пат или 2 пати, еднаш или 2 пати, па у друга представа која што ќе се одигра само 5 пати, па у трета представа што ќе се одигра само 3 пати, за разлика од тоа, и тоа да ги играш тие представи пред 50 луѓе публика, 30 луѓе публика, 20 луѓе публика и така натаму и така натаму, и да играш во представи кои што оставиле печат на едно време, во еден период, во еден град, во една држава, и представи кои што се играни повеќе од 50, повеќе од 100 пати. Има огромна разлика. А токму има такви ситуации, во такви театри, со такви глумци, кои што на некој волшебен начин се нашле во прва категорија, некои станале првенци и така натаму и така натаму. Премиер имаше ситуација, дури во нашиот театар во драмски пред години, на сметка на некои лични односи, и политика, и лични односи, една особа да стане првак на театар после 2 години од незиното вработување. 2 години од како се вработи, стана првак на театар. А ја, па постфестум, од како стана постфестум, беше правено се таа да ги исполни критериумите да земе одреден број на награди. Постфестум. Па вие сега видите колку е абсурдна ситуацијата. Не ќе погрешно да бидам сватен, но доста ми е за овие работи веќе да ќутам. И сега имам, како да ви кажам, имам гориво. И искуство,
и кредибилитет, и интегритет, и потврда, сериозна потврда на оно што сум го правил во животот, да никогаш не сум го зборил. Дури и ден денес не се сметам себе си за некој не знам каков глумец. Како што една колешка ми кажа пред ден-два колку уживо моите улоги кај што играм во комедии, а ја себе воопшто не се ни сметам за некоја смешна личност, за некој комедијант у позитивна смисла на зборот. Како што сме имале, да кажеме, ние во Македонија комедијанти кои што си ги препознавал, зборам комедијанти во позитивна смисла на зборот. Добри глумци во комедии кои што секојаш биле смешни. Ја воопшто и не се доживувам така. Да не ме сватите погрешно дека ја нешто сум склон на со цело его што го имам, нели, кој секој глумец. Ја за разлика од повеќето мои колеги немам некоја онака баш некоја превише големо високо мислење за себе. Но чувствувам потреба, одговорност ова сега да го кажам. Можеби крајно време слушнав преубава ствар вчера. Директорот на Драмски, сакавме јас и Јована Спасич, колешка ми, ќерка ми Кира, најмалата изрази желба да го види татко и на доделата на наградите, затоа што минатата година не ја земав. Но директорот Роберт Велјановски на Драмски ми се јави и рече официјално, јас лично ќе ви бидам шофер и ќе ве носам на фестивалот Петре, официјално како Драмски театар, со службената кола на Драмски, на доделата на наградите. И тоа го направи, и на враќање назад, после феноменалната свеченост и коктелот, ми рече дека вчера почнала да се реновира универзалната сала. Почнала да работите. Што е преубава вест. Онаа руина, што дремеше таму со години, конечно ќе добие свој оригинален изглед како што си беше претходно. И веројатно ќе биде страотно добро направена, со сите модули внатре, со цела инфраструктура, за да се случуваат големи настани, концерти и така натаму и така натаму. Исто така, многу брзо, 2027, така се назнаките, така се дојавите, не знам колку се точни, тоа вие премиере најдобро го знаете, ќе почне со градење на новиот Драмски театар на местото каде што е. Јас го видов проектот, ми го покажа директорот, тоа ќе биде една елитна, велелепна театарска зграда, која што ќе биде гордост не само за Карпош, туку и за цело Скопје, кај што веројатно луѓето ќе доаѓаат да бидат видени во бифето театарско што ќе биде, ќе ги гледаат представите, во исто време ќе може да се играат дури 3 представи во иста вечер, а ќе има 4 сцени театарот. Четвртата ќе биде руфтоп, летна сцена, горе исто како кабаре, тоа ресторан летен, што ќе биде тоа бифе летно за такви дешавки во лето што се случуваат. Значи, зградата ќе биде велелепна. Ја го гледав и проектот и сето тоа. Прилепски театар нов треба да се прави. Тоа се големи зафати. Театар комедија, исто така. Така што, убаво би било, премиере во склоп на се во ова, да се разгледа и проблемот што го имаме ние, неколку души од Драмски театар, неколку души од МНТ, кои што на некој начин државата години наназад заборавила да ни го валоризира трудот, реномето, статусот, наградите и така натаму и така натаму.
Го имате министрот за култура, кој што е актер, Зоран Љутков од мојот театар. Вчера се видовме во Велес, беше на доделата на наградите. Но беше без везе вчера, иако разговаравме, но беше без везе на оваа тема, да. Иако сум му кажал зашто се работи, он знае каков е ова проблем за кој што сега ви кажувам. И кој што кажа дека тоа ќе го истурка, но без разлика, јас директно ви се обраќам вас, да не барам прием кај вас, да не ви одземам време, да не доаѓам во кабинет. Со вакви работи се надевам дека некој ова видео ќе ви го прати, ќе ви или барем ќе ви раскаже за што зборам. И редно време ќе биде, ако сакате викнете го министерот Љутков да ви ја објасни ситуацијата, затоа што знам дека и он сака да ја исправи искрено. И тоа конечно да биде направено. Министерството за финансии тука да излезе во пресред, да им треснете на маса тамо. Оти ако правиме праведна држава, треба да се прави така. Мериторинг систем, кој заслужил да добие. Не може на ист начин, а и за тоа знам дека до сега добро се држите. Убаво што сте го промениле тоа, да не може да добие ист буџет, театар, да не именувам кој што нема никакво реноме, да добие ист буџет како драмски театар за правење представи. И тоа знам дека повеќе не е така, како што беше у времето на СДС, да добијат исто пари или дури повеќе пари од драмски театар, а се тотално анонимуси во театарскиот свет. Поготово во театарскиот регион пошироко. Како што реков, без никакво признание, без никакво препознавање, без никакви награди, а да не зборам за наградите што ги има освојено драмски театар, меѓу кои што се 20 и кусур стеријни награди. Тоа е страотна бројка. Као театар зборам, за представи, за комплетно гран прија, мам, такви работи. Исто така, без разлика што не сум член на синдикат, на синдикатот на овој театарскиот и така натаму. Можам само да ви сугерирам да изнајдете начин да ги закопате воените секери со искрените зборам, објективни барања на синдикалците. Тука не зборам за политизации, за делот на синдикатот кај што е влезена партија, која што ги политизира сите действувања синдикатот, сите барања, затоа и внесува одредена пизма кај некои луѓе од мојата фела, затоа што знаа дека е тоа политизирано. Не зборам за тоа, зборам за објективните барања. А тие објективни барања, дали сме ние членови на тој синдикат или не е битно. Тие барања се објективни и крајно време, ако не можете вие, најдете кој може, кој сака, да им објасни на одредени луѓе дека вложувањето во културата, како што мисли еден новинар, кој што го гледавме јавно како тоа го збори, па вие сакате после некој друг да разбере, ако новинарот не разбира, што треба нели да е растен у град, да знае музика, да знае театар, да знае сликарство, да расте урбана средина, кога тој не разбира, па колку е за очекување да разбере некој тамо пикнат во некоја канцеларија као канцелариски старец, кој што односот подалеку не гледа, па он треба да има некој суд за културата и за значењето на културата за просперитетот, за иднината и сегашноста на еден народ и идните генерации што ги создава тој народ. Ако нема кој друг, ако не можете вие, најдете некој кој што ќе им објасни на тие аналфабети дека вложувањето во културата не е фрлање на пари во бунар,
Напротив, тоа е, како да ви кажам, поставување на камен темелник за здрави генерации, идни генерации на македонци кои што ќе си го знаат своето, ќе си го ценат своето и пред се ќе знаат да го зачуваат своето културно наследство без разлика од која форма е во колективното сеќавање и за генерациите што ќе дојдат по нив. Вложувањето во културата, премиере, утре ќе значи многу лесно поочигледно препознавање на се што е македонско во очите на меѓународната јавност. И тоа мора да го сватат. Ова не е некоја филозофија, не е длабоко умна, па да не може да го свата тоа. Сите оние кои што мислат дека вложувањето во културата се фрлени пари. Зошо? Затоа што не сме создавале вишок. Па и кога сме на таа тема, еве, можам да ви кажам и тоа како има театри кои што создаваат вишок. Има театри. Драмски театар последниве година и пол, 7, 5, 6 дупло, 7 дупло ги извадил парите од буџетот што му биле дадени за да прави одредени представи. Представите кои што ги направил, далеку после тоа ги вратил и ги оправдал и направил профит од парите кои што биле дадени за да се продуцира, за да се направи таа представа. Да не ви кажам, еве, пластичен пример. Куршуми над Бродвеј, кој што е феноменална представа, чинеше за да се направи представата, за да се платат хонорари на луѓето што беа внатре. Ние глумците, нормално, луѓето од театарот не взимаме хонорари, ние работиме за плата, тоа го знаете, да не го објаснам на останатите луѓе, за костими, за музика, за сценографија, за итн. Хонорари, костимограф, музика и така натаму, режија и така натаму. Представачата чинеше 23.000 евра. Бедно во споредба со било која друга театарска продукција во регионот надвор од Македонија. Бедно. Една представа на Сплитски театар, една единствена, чини 120.000 евра. Црна Гора, да не ви зборам, годишни буџети за представи, Црногорско национално позориште Подгорица, 1.000.000 евра годишен буџет. Да не ви зборам, луѓе, каква е тоа разлика во вложување во култура таму и овде. Страшна разлика. Фестивалон во Велес, кај што го прават од петни жили, изгледа као светски. Фестивалов Петре, кај што нема додела на награди на мене, на тебе, кај што никој нема право на жирито да му врши притисоци, ургенции и така натаму. Кај што организирано топ. 20.000 евра фестивалот за да го направат и да изгледа светски. Знаете колку кошта фестивалот Дубровачка летња игра? Колку е издвоено? 2,4 милиони евра за фестивалот. Тиват фестивалот Црна Гора 1.200.000 евра. Да ве прашам и вас у Министерство за финансии, глупи ли се тие? Да ги прашам одредени новинарчиња што јадат говна по телевизија дека
ако се прашуваат они ќе ја укинат културата. Да ги прашам, глупи ли се хрватите, црногорците, да не зборам за словенците, да не зборам за србиве, да не зборам за бугариеве, да не зборам. И сега таа представа, Куршуми над Бродвеј, која што Министерството за неа рекло имате 23.000 евра да направите представа. Таа представа. Со само една незина изведба од продадени карти. Извади 5.000 евра. Една изведба. А до сега сме ги имале во драмски 12. И ќе ги споредувате драмски театар и некој театар вчера отворен, кој што има една премиера у годината, која што таа премиера ќе се изигра 3 пати во годината, со глумци кои што завршиле некаде, никој не знае каде, на некои приватни универзитети за глума, кај што си платиле пари да си добија диплома. И тие исто така глумци ќе бидат повеќе валоризирани, повеќе платени од глумците кои што играат во Куршуми над Бродвеј или во Болва Вува или во, кажи го, Падот на Масада или во Гидеоновиот јазол, у драмски театар ги редам или не знам во МНТ, во Народен пратеник, во така натаму и така натаму. Или во Битолски, да кажеме, театар, или во Прилепски театар, кај што се прават одлични представи, кај што има феноменална публика, култивирана театарска публика. Велес има сериозна театарска продукција, сериозна театарска публика, која што е страшно култивирана, која што разбира театар, која што кога ќе ја препознае улогата, дека ја направена до последен детал, кога доаѓа да ти честита, вака се тресат ко прутови, затоа што се возбудени, затоа што театарот ги возбудува, ги допира, затоа што доживуваат катарза, откровение, се препознаваат во ситуациите, ги препознаваат ситуациите, имаат сенс за тоа. И еве уште една можност. Минатата година зборев, сега пак ја кажам, не е само за ова, не е само за она. До сите велешки предприемачи во Велес имате светски фестивал. Не смеете да дозволите тој фестивал следната година да нема буџет. Има луѓе во организација и директорот на театарот и режисерот Ненад Витанов, кој што режираше Куршуми над Бродвеј. Тоа се сериозни, вредни, врвни, театарски величини. Која ќе дојдат кај вас или која ќе дојде некој, која ќе бараат буџет за следната година. Буџет ќе им дадете. И не знам тоа како државата ќе го договори со предприемачите, дали со некој друг закон за култура, појма немам, да бидат ослободувани од данок или не знам како. А бре, тие двајца и Ненад и Жарко се мадафакари, бе, ова го зборам за тие у Велес, уопштина предприемачите. Ке им дадете пари, ке ви ги вратат 10 струко поише. Ке ви ги донесат најврвните представи и театарски имиња од цел регион. Ке ви ги донесат најголемите представи тука. Поврзани се со луѓе, Ненад Витанов.
Ја не ве разбирам, прошла година, знае, прошла година помпезен фестивал. Петре, помпезно беше тоа направено. Со ситни пари. Мешто оваа година, ја очекувам, викам овие сега оваа година тука отишле по спонзори, по ршум направиле, ова ќе биде сега Холивуд. Тие вика, не бе, вика, никој не дава пари. Ту јазик, да ви се серам на парите, да ви се серам. Код тој нови народ. Да можете ќе запалите новиот театар у Велес. Утре да сте на власт или не знам шо. Велелепен театар. Прва лига направен, најубавиот у Македонија. Баш ги упознав и архитектите пред недела дена тамо кога игравме ова. Дај ве молам, премиере, ја обично кога сакам да завршам некоја работа, знам дека треба директно да се обратам кај Чаушот. Кај главниот. Ако тој треба да ме разбере. И тој треба да удри вака со раката на маса, да го викне и министерот, и директорите на театри, да им каже шо е работева луѓе, дајте како да ја решиме. Колку треба, шо треба. Премиере, ќе ви се вратат парите. Или, народски кажано, рака шо дава у култура не се суши. Немате зошто 2500, 600, 800 работници сме во култура. Немате зошто да им дозволите на вашите овие министри под вас што се овакви да влагаат у клинч со културните работници. Напротив, и дури чутинката треба да ги поддржите. Понекојаш. Ние одиме тамо горе. Ние игравме у Београдско драмско позориште со куршуми над Бродвеј. Тамо вика јао како глуме ови македонци. Ние бевме 2004 година на денови на драмски театар во денови драмског театра у Гавели, во Загреб, во центар на Загреб. Кога еден сега холивудски глумец више Горан Вишнич дојде кога крена виното и кој рече желио би да едног дана глумим као македонски глумци. Јебо вас Бог. Не е тоа лице прајање само. Па дури да лице прајање, ама не е. Гледаш искреност во постапката. Желио бих да едног дана глумим као македонски глумци. На раце вака не носе у Загреб. На прайм тајм на хрватска телевизија секоја вечер идеше прва вест. Немојте да се мачите да барате карти у Гавела, нема карти, све е распродадено за вечерашната представа на драмски. Следната вечер исто. Немојте да идете да барате да редови џабе да се ствараат, нема карти, све е продадено. 4 дена поред, 4 вечери. Гавела беше вака. После тоа у фоје не чекаа од најпознатите овакво глумци хрватски што ги гледате у тоа вила Јелена што беа од Синиша Ружич до не знам кој тамо, Мустафа Надаревич ни доаѓаше на представите. Најголемиот, гениалниот, легендарно име од југословенското театарско и филмско глумиште. На секоја представа ни доаѓаше Мустафа Надаревич. После тоа седеше со нас Шо правиме муабет? Дај, предугачок сум, ве молам, реагирајте, овие абсурди, извинете што имам таков овај темперамент и таков став, и што знам дека некој работи за да се поттурнат некогаш, побрзо,
мора директно на Чаушев да му се обратиш. А ја, вашето време, не икем да го узурпирам, сега да најавувам посета, па да доаѓам у кабинет, па е сега да го... Не. Вака. Ви благодарам многу и се гледам и се надевам дека ова ќе биде многу брзо средено. Се надевам.